Четврток од месецот во собранието стандардно е резервиран за пратенички прашања. Оваа собраниска седница е во тек, одиме веднаш во живота моја колешката Катерина Нешкова. Катерина, што е во фокусот на прашањата на пратениците до овој момент? Во Деспина во овој момент го чекаме одговорот на премиерот Христијан Мицкоски по однос на прашањето од власта за тоа дали постои некаков политички договор помеѓу власта и Артан Груби за негово најпрвен бегство, а потоа и за враќање и добивање на куќен притвор. Она што е интересно, како што споменав, ваквото прашање го постави пратеникот Пренџов, имајќи предвид дека, како што рече, опозицијата не го искористила своето право, они обвинувања кои што ги упатуваше изминативе 2 дена да ги постави и од собраниската говорница. За тоа што ќе одговори премиерот ќе слушнеме во 16 часот, но претходно да споменеме дека Мицкоски одговараше на пратеничко прашање поставено од лидерот на опозицијата СДСМ, кој се однесува на почесниот конзул поставен во Србија, а за кој СДСМ тврди дека имал антимакедонски ставови. Оваа прилика Филипче ја искористи да даде и критика на економските, социјалните и образовните политики на владата, па дури и да го критикува забавениот пат во евроинтеграциите, за што и доби одговор од премиерот. Во продолжение овој дел од дебатата помеѓу Филипче и Мицкоски. Зашто направивте таков упат и направивте линеарно зголемување на пензиите? Викате треба да се договорат работниците со работодавачите. Па зашто не ги оставите лозарите се договорат за откупната цена со лозарите? Тогаш владата интервенира. Што да се праша за образованието, ја не можам да сватам. Како буткате таков еден закон на сила? Кога гледате дека цела академска фела, цела академска заедница е против те измени. Тој закон е противуставен. Што да се каже за европската интеграција? Јасно и гласно кажавте дека чекор напред земја нема да напри. Последните податоци на Државниот завод за статистика велат дека просечната плата во минатата година е зголемена за 9,6%. Дали е тоа доволно? Не. Дали треба повеќе? Да. Но тоа се можностите кои што во овој момент македонската економија ги има и тоа се можностите кои што ние како влада ги имаме. Законот за високо образование, да, точно. Јас сум вклучен директно во Законот за високо образование, заедно со професорката Весна Јаневска. Затоа што сум јас од високото образование, од каде што сте вие. И да, не можам да се поминам со фактот што немаме универзитет во првите 2000 според Шангајската ранг листа, а таму има, да речеме, Љубљана, Загреб и Белград. Најдобрите ни одат во Љубљана, затоа што организираат тие универзитети овдека сајми, им нудат стипендии и одат во Љубљана и во Загреб. Ние ќе се бориме со тоа, ќе си вратиме децата дома. Таа е политиката. Ако за ова треба да паднам од влада, ќе паднам. Одиме понатаму. ЗЕУ ние нема да водиме мекотелна политика. 100 пати ви кажам. Нема да водиме мекотелна политика. Вие сте мекото ткиво. Се додека давате вакви изјави. Ке имаме политичари од Бугарија кои што ќе знаат дека има меко ткиво во македонскиот национален идентитет. Да, така е, го слушнавме премиерот Мицкоски, само да споменеме дека утринава се одржа и оној редовен брифинг со собранискиот спикер Гаши, додека го чекаме одговорот на премиерот тука во собраниската сала околу враќањето на Артан Груби и неговото апсење и продолжување на кривичната постапка што се води против него, го имаме и ставот на Гаши по ова прашање во продолжение ова изјава. Е крајно време да престанеме да се мешаме во судството. Таа перцепција кај граѓаните дека има некаков договор остава лошо чувство кај сите граѓани, така да мојата порака би било конечно секоја институција да се ја врши својата работа. Во овој дел судството и обвинителството има процес, нека си ја вршат својата работа совесно и професионално, тоа ќе биде доволно сите граѓани да бидат задоволени. На крајот на краишата битна е правдата.
Така, тоа беше ставот на собранискиот спикер Гажи, како што кажавме, во текст се пратенички прашања, освен ова прашање околу груби, потоа сите оние проблеми кои што ги наведуваше Филипче, лидерот на опозицијата, и одговорот на премиерот. Ќе слушнеме во 16 часот и детали од останатите прашања, меѓу кои и она што го доби министерот за правда Филков околу полагањето на правосудниот испит на албански јазик, тема која што доста беше актуелна изминатиот период. Катерина Нишкова, јас ти благодарам за овие информации. Си како остануваш да проследиш денешната собраниска седница, многу повеќе пренесуваме и во следното информативно издание.